Почитувани гледачи, добро вечер и добродојавте во уште една емисија на Go Rural. Емисии кои што ги спроведуваме во рамки на проектот Од фарма до вилјишка, финансиран од Европската унија, кој што се спроведува преку мрежата за рурален развој на Северна Македонија. Вечерва имаме за тема да разговараме за локалните иницијативи во руралните средини преку поддршка и развој, локален развој на руралните средини. Вечерва наш гостин во Go Rural е господинот Ристо Атанасовски, председател на локалната акционна група Бојмија, која што е на територија на 4 општини: Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран. И со него ќе разговараме за предизвиците кои што се случуваат на локално ниво во спроведување на локални иницијативи. Кафе или чај наутро? Што и да е, само без шекер. Планина или море? Па повеќе планина. Најубавото село во Македонија според вас? Добро. Ума? Прво нешто што ви паѓа на ум кога ќе слушнете рурален развој? Прво нешто, слобода, широчина, можност за избор. Ако не бевте председател на ЛАК, што ќе работевте? Нешто слично. Се што е поврзано со рурален развој. Ако имате еден ден без обврски, каде ќе отидете? На планина. Проект што никогаш нема да го заборавите? Па еден од оние што тешко се заборава, каде што имаше најмногу вклучени луѓе, проектот Мегленија, во едно населено место во околината на Гевгелија. Повеќе стрес или повеќе адреналин при спроведување на проект? Па, сепак е повеќе комбинацијата едно со друго си оди некако, ама ајде да кажеме адреналин. Рокот е утре. Паника или организација? Зависи од кој аспект се гледа. Значи, од оние што другото го гледат, ќе биде организација. Внатрешно, паника. Најчеста фраза што ја слушате во проектен тим? Најчеста фраза. Немој сега, мора ли? Кој е тајниот рецепт за успешен проект? Упорност, трпеливост и добро планирање. Excel табела или теренска активност? Ако треба да изберем, тогаш тоа е теренска активност. Ако проектите беа филм, каков жанр би бил вашиот? Овој Mission Impossible со Том Круз во кој жанр влева тој? Што му доаѓа? Акција, трилер, цело време во трчање и во брзање, некак така се и проектите и животот. Ристо, добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте во емисијата Go Rural на ЛАК Плачковица. Добро ве најдов. Драго ми е што сум тука во вашето студио и се надевам ќе имаме интересен разговор. Еве за почеток на нашите гледачи, кој е Ристо Атанасовски? Ристо Атанасовски е лице кое што целиот свој живот го поминал во граѓанскиот сектор. Значи, уште од самиот почеток и се оно што сум го работел и професионално и оно нешто како хоби е поврзано со активности од граѓанските организации и веројатно поврзано со изработка и подготовка на проекти, инициирани од различни субјекти, на локални ниво пред се, меѓутоа секако и на регионално и на меѓународно ниво. Што сте по професија? Јас по професија сум дипломиран електроинженер, и се уште треба да одбранам магистарска тема поврзана со економијата од областа на менеджмент. Тоа така се наметна поради работните обврски повеќе. Меѓутоа, не многу време посветив на
на темата поврзана со електро, односно повеќето од својот работен век од животот го поминав во менаџирање, подготовка, управување и после тоа надзор на одредени проекти. Како се најде граѓанскиот сектор? Да речем, како заглави во граѓанскиот сектор исто? Па во тој период кога почнувавме со работа, немаше некој избор. Можем да кажем дека започнав како волонтер во Вавилон. Тоа беше едукативен центар каде што имаше потреба од едукатори поврзани со компјутерски вештини, имаше други едукатори по јазици. Така да јас почнав таму во едукативниот центар Вавилон во Гевгелија. Понатаму продолжив 4 години веќе попрофесионално како проект менаџер во UNDP. Во тоа време постоја, мислам и сега има огласи, меѓутоа јас се пријавив, бев на неколку интервјуа. Интересно е тоа што не бев првиот избор, меѓутоа тој што беше прв избор ја одбил понудата да биде дел од тој тим кој што се спроведуваше тогаш и беше финансиран од влада на Финска, а се спроведуваше од UNDP. Така што имав можност да во тоа време да работам со лица од Финска, кој што не беше менаџерот и многу други соработници, па така некако ми се променија или насоките, некои видувања, правци во животот, се отворија некои нови видици и почнав јас лично да ги пременувам тие скандинавски некои си правила. Понатаму продолжив во Фондацијата за локален развој на информатички технологии, каде што сум од 2007 година, а да спомнам дека и на првата и на втора во професионална активност отидов на 3 месеци. И се уште сум на 3 месеци, ама веќе поминаа повеќе од 20 години. Така што договорот ми е на 3 месеци. Добро, се ќе на првиот проект. Или што тема беше првиот проект кој што го работевте? Па ако зборуваме општо за проекти, цело време во одредена програма ние реализираме или подготвуваме различни проекти кои што се од интерес на пошироката локална заедница. Или треба да произлезе од нивна иницијатива, или во соработка со општината, или во соработка со граѓанскиот сектор. Тие првични иницијативи кои што беа во проектот Локално управување за одржлив човечки и економски развој, беа всушност на некој начин и координирани и во соработка со општината, меѓутоа понаправена една добра анализа на терен или во локалната заедница што е она како приоритет. И меѓу првите е на пример за туристички информативен центар кој што беше поставен 2004 година на граничниот премин Богородица. Добро. Тогаш сметавме дека многу ќе има нови туристи или транзитни луѓе кои што ќе одат према Грција, бидејќи 2004 беше Олимпијадата во Атина. Меѓутоа, најверојатно 99% од оние кои што заминаа на Олимпијада заминаа со авион. Како и да е, туристичкиот информативен центар, прв од таков тип во Македонија, можеби беше поставен, беше една убава и се уште стои една дрвена убава кукичка на самиот премин. И тоа е еден од првите проекти со кои што започнавме. Како во рурален развој? Како се преместија во рурален развој? Рурален, локален, регионален, се е развој. Што подразбираме под развој за гледачите? Како ти го подразбираш развојот? Развојот е двигател на се. Ако нема развој, нема ни добар живот, нема напредок, нема интерес, нема ништо. Значи мораме да се потрудиме тој развој постојано да го одржуваме. Не е важно дали ќе биде забрзан и колку, битно е да, или ако ништо друго, барем да постојано работиме на него. Конкретно за руралниот развој, може би првите почетоци беа околу 2011 година, кога бев дел од една група на луѓе кои што се обучуваа во Германија и темата беше поврзана со руралниот развој, односно со изработката на стратегии за развој на рурални средини. Тогаш за прв пат го слушнавме концептот на локални акцијски групи, за прв пат го слушнавме концептот на лидер, концептот на
имплементацијата на проекти кои што се од интерес за руралната заедница и како сето тоа би требало да се организира на одредена територија, за да луѓето кои што живеат на таа територија да имат одредени придобивки. И сега тој концепт се промовираше и кај нас долго време. Во 2014-15 година се формираа, ми се чини, првите некои лагови во Македонија, а ние во ЛАГ Бојмја, каде што сум председател, го формиравме во 2018 година, иако претходно имавме без малку 2 години подготовки за самото формирање на лагот. Предизвик ли се рурален развој во Македонија? Дали е предизвик, па една тема веројатно која што е важна, ама на која што не толку многу се обраќа внимание, за жал. Или не се посветува толку многу внимание колку што би требало. Руралниот развој е поврзан со развојот на селата. Со развојот на населените места кои што се релативно повеќе оддалечени од централната населба, односно од градовите, да. Ама ако се направи една обична, една проста анализа, ќе се види дека сите оние држави кои што имаат развиени села, кои што имаат развиена средини, имаат многу подобар развој генерално на ниво на држава, што значи ако се задржи развојот во селата, ако се задржи населението во тие рурални средини, има кој да ги храни и оние во урбаните делови и секако самата целата заедница да напредува. Значи да има еден равномерен развој на државата. Како е состојбото во Македонија, вие? Како ја гледате? Посебно со рурален развој, како е состојбото во селата, во руралните средини? Една слика да ми кажете. Па јас не би рекол дека можам генерално да ја проценувам ситуацијата во целата држава, меѓутоа не е онаква каква што ја посакуваме. Посебно не од година во година. Значи, ние веќе еден подолг период се обидуваме да и промовираме во суштина начини, моделитети кои што би придонеле за развојот на руралната средина, за развојот на селата. Меѓутоа, тие тешко стигнуваат до приоритетните работи, односно приоритетните области кои што носителите на власт ги ставаат како приоритетни во своите програми. Што значи, од година во година имаме се поголем јас меѓу руралните и урбаните населби во државата. Ама тоа не е баш случај последните години. Јас знам дека тоа е проблем последните 50 години, кај нас, да речеме, баш иселување на селата. Тоа не се случува само во Македонија од кога е постанува независна држава, туку тој процес почнал многу порано. Уште во времето на индустриализацијата, тогаш имало потребна одработна сила и всушност и образованието на населението е направено така или е поставено така за да се образува таа работна сила која што ќе треба да работи во фабриките. А фабриките се вообичаено во градот. И тука почнува првата, условно кажано, миграција или преселба, првото напуштање на селата. Иако можеби најголем дел од луѓето не го сакаат тоа што само по потрага по подобар живот, туку се веќе приморени тоа да го направат. Втората голема преселба настанува секако после осамостојувањето и тука оние пречки кои што се појавуваат во развојот, нешто од надворешни фактори, нешто и од внатрешно лошо организациони поставени приоритети, пак ќе кажам. Меѓутоа, тоа е веќе подолг процес и кај нас општа слика е дека селата се празнат, дека тој процес воопшто не е застанат, меѓутоа ќе мора да се најде начин како барем она што остана, што останува во селата, сите они кои што останеа таму да им се овозможи многу подобар и многу просперитетен живот. Можно ли е тоа? Па ако гледаме некои примери, почнувајќи од соседните држави, ќе видиме дека е тоа можно. Ајде ќе почне бидејќи јас живеам таму на југот, на граница, што се вика, ние сме пораснати на граница, некој пат и по грешка ќе одиме до Грција, не сакајќи, кога шетаме низ планина, па се враќаме пак дома што сте вели.
долг уште во 90-тите, крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите имаше некои таблички тука во грчки весела лидер. Пишуваше нив леадер. Не беше лидер како лидер, него нешто друго. И мене тоа ми остави некој впечаток, па после кога надов кратенката, што значи, и каков е тој концепт на лидер, видовме дека станува збор за програма од некој кој што ја замислил и некој почнал да ја имплементира. Значи програма замислена на европско ниво, Так. Грција како европска држава ја почнал да ја применува уште почетокот на 90-тите, после лидер плюс, следните програми, и ги гледаш дека влегуваш во селото. Јас имам обичај и да разговарам со луѓе без разлика, преку граница, на различни теми. И прашуваш, што е ова табличево? Мене тие секој пат ми оставале некое внимание и секој пат сум прашувал оние ситни знаци, што им значи. Ако нешто треба да се скрие, тоа е нешто покрупно. Секој пат нешто кога сакате понаголемо да го прикажете, не е до толку интересно. Или тоа е веќе дежаву нешто видено. Па тука, знаеш, програма, некоја ни дават подршка финансиска, окей, ние си аплицираме, кој тоа вие? Ние. Јас како собственик на таверна, на ресторан или собственик на не знам што, имам право да аплицирам, има програма која што тоа го поддржува. Вие како приватен. Да, јас како приватен субјект. И што ви давате по-добро? До сега кај нас немало некоја програма која што многу на тие приватњаците во руралните средини, на малите бизниси, им се дава таква поддршка. Кога видовме дека постои можности во Македонија, нели тоа да се направи, се започна цела постапка и на ниво на министерство, на ниво на региони. Граѓанските организации се секој пат носители на иницијативи. Така. Бидејќи граѓанските организации ги представуваат граѓаните. И интересите на граѓаните. И од нив почнува се. Така што додуше и политичките партии се формирани од истите од граѓаните, секој си има своја собствена цел, агенда и така нато. Тој концепт кај нас се уште е во фаза на подготовка, ќе кажеме. Се уште не е почнан да се имплементира. Мислам, сега веќе зборувам за лидер компонентата како дел од ИПАРТ. Веќе се најавува нешто дека можно е да биде и оваа програма имплементирана кај нас. Меѓутоа некако бавно се одвиваат работите, ќе кажам. Какви иницијативи се очекува од лидера се поддржуваат за да ја расчистиме малку да даде информација? Какви иницијативи во руралните? Се што е поврзано и што е во интерес на локалната, односно на руралната заедница. И се е во интерес на подобрување на животот во тие рурални средини. Нема ограничување некој речеме или? Ние секој пат кај нас од дозгора надолу не знаат тие, веќе не можат немат идеи, не знам што јас лично не се согласувам и не се наметнува некоја политика од дозгора, условно кажано, можеби не е баш вистинскиот збор, меѓутоа секој пат некој доаѓа и сега ние ќе направиме ова, ние ќе ве прашаме, ама сепак ќе го направиме ова. Тоа што вие сакате сега во моментот не бива или после, нели ќе дојде и тој момент. И така веќе подолго 30 години, ајде да не кажеме, ама тоа е реалноста кога збориме за руралниот развој. И ако може некој најдобро да ги познава проблемите во собствената заедница, тогаш се тие луѓе кои што останаат да живеат таму. Меѓутоа, младите гледаат дека нивните родители или сите оние живеат потежок живот. А ако не им овозможиме исто пристоен живот како на оние во урбаната средина, тогаш ние целосно ќе ги загубиме селата. Не е тоа да аспект дали е тоа страшно или не, меѓутоа е неодржливо. Значи без села нема развој. Или ќе бидеме зависни од некој друг. А идејата секако на државата е да бидеме колку можеме понезависни во било кој сектор. Посебно во производството на храна. Че ние ако сме можеле во една Југославија да ранеме 22 милиона, и ако сме биле претежно земјоделски крај, производство на храна, иако луѓето претходно не сум баш сигурен историски колку тоа го работеле, меѓутоа се направило одредени програми на одредени пазари со одредени потреби и таа политика во тоа време функционирала. Тие големи земјоделски комбинати, па почнаа сите тогаш после тоа почна, нели, да кажеме, нивна поделба, приватизација и слично. Меѓутоа,
досега не видовме некој одржлив модел кој што ќе ги задржа луѓето и пред се младите во руралните средини. Добро, какви можности има сега во денешно време селото, да речеме? Што може да понуди? После, освен производство на храна, алтернативни форми на туризам, нешто такви работи. Што има, каков потенцијал има селото? Селото има потенцијал кој што ние можеби недоволно го цениме или не го ценевме доволно се до појавата, ќе кажеме, на корона период кога беше, кога луѓето беа приморени, не сакајќи да бидат врзани дома во станот, да кажеме, и почнаа да бегат повторно во селото. И повторно ги открија селата. Па тука е супер, да. Ние тоа го знаеме затоа што не знам, повеќе од 10 години си собираме чај во планина и никош нема проблем. Чај има колку сакаш, само треба некој да го собере. После, или в таа година кога беше короната, ти не можеш да знаеш чај, се е со газено, веќе луѓето, видео, она, почнаа многу повеќе да се враќаат од поголемите урбани центри, почнаа повеќе да шетат по планина и да се присетат од каде потекнуваат. Тогаш се види дека има една добра категорија на луѓе кои што би сакале можеби да се вратат, меѓутоа ако некој се врати назад да живее во рурална средина, мора да има услови. Значи мора нешто основните потреби кои што треба да се задоволат. Струја и вода. И веќе канализација и сето тоа. Значи тоа е основно минимум кој што мора да го има секое населено место, секое село, за да има одредена перспектива за развој. Секако има некои специфични места каде што може да се можеби поддржува и нешто дополнително, меѓутоа овие се основните нешта кои што секое село мора да ги има. Дали и колку кај нас сето ова го има или е на некој начин малку импровизација, ние најдобро се знаеме или се знаат оние кои што се живеат во тие региони, да. Кажавме Лаг Бојмија е на 4 општини. Да, територијата на Лаг Бојмија ги опфаќа општините Гевгелија, Богданци, Валандово и Дојран. Тоа е онака една целина, една територија која е историски, географски, ако сакате, културолошки поврзана. Дали со планините околу и отворена е на југ. Да. Единствена која што е, може да кажеме, што медитеранска клима, да речеме. Да, Демир Капи е некоја природна граница, да кажеме, каде што на југ е, односно на југ е на северот е континенталната клима, а на југ е медитеранска клима. И ова поднебје всушност си има една сопствена карактеристика и како таква многу е полесно да биде управувана, бидејќи има можности за развој на целата таа целина. Многу е лесно тоа да се, барем на хартија, да се направи, да се воспостави. Теоретски да речеме. Да, теоретски, за да не се делиме секоја општина посебно, ние ваков план, вие онаков план, а сме премногу мали. Вредности, заеднички интереси имат населението таму кои што живеат во таа територија. Да, и ако тргнеме тоа дека порано Гевгелијска општина била 3 заедно со Богданци и со Дојран, да кажеме, една општина. Да. Веројатно и тоа ни покажува дека како целина може да се соработува. Значи никој не вели дека овие треба да се групираат во една општина. Не. Да. Меѓутоа, нека општината си е една административна поделба, микрорегионот кој што не мора да биде нешто поставено и да обврска да биде таков. Не, се е веќе прилагодување кон она што ни се случува. Значи, она што функционирало пред 30-50 години, ајде да кажеме, па и во Југославија, не мора да значи дека сега ќе функционира. Ако тогаш имало добри резултати, тој пример, не мора да значи дека во тоа време било добро. Дај да видиме во ова време што ние сега. Или ако вака се поставили општините, веројатно тогаш кога биле поставени, некој имал добра намера. Секој граѓаните сакаат нели поголема власт да имат. Меѓутоа, колку им тоа им се дозволува и колку им се можностите, тоа е сосема нешто трето. Така што оваа територија, каде што е Лаг Бојмија, значи имаме Бојмија во сушност е историски назив на еден регион. Так. Тој регион
ајде да кажеме уште во турско време, Гевгелиска каза имала 63 населени места. Така. Сега во регионот на Бојмија, 4 општини имаат исто 63, со тоа што се не, со тоа што дел од тие села се веќе нели во јужни, збориме за турско време, во јужниот дел на Бојмија, кој е сега во Грција, таму е селото Бојмица или денешно Акшиополи и го влече на некој начин името од овој регион. А кај нас кога ќе се спомне Бојмијата се мисли на низинскиот дел и тоа најмногу во Валандовските села и плюс Гевгелиските села тука покрај Петрово, Габрово, значи тие села. Од друга страна го имаме Дојрен како едно од трите природни езера нели во државата и има Кожув кој што нуди различни можности поврзани поврзани од економски аспекти, од туристички и од било кој аспект. И тука е граничниот премин во Гевгелија и во Дојрен, што значи има многу карактеристики кои што може да бидат, ако сме паметни, добро насочени, организирани и да може да се стават во функција на граѓаните. Да. Спомнав дека целата територија е околу 1000, односно 1063 точно километри квадратни, има 63 населени места, вкупниот број на население сега е околу 45.000, бидејќи со последниот попис намален е бројот на жители, за жал, вкупно во сите 4 уствари општини на територијата на лагот. Како е оценувате соработка, да речеме, со институциите, со чинителите, примерно локалните самоуправи до сега? Поддршката, да речеме, према идејата за руралниот развој? Еве ќе почнеме од 2018 кога е воспоставена локалната акцијска група. Сите 4 општини се дел од основачите. Се разбира, има по една компанија и од секоја општина, граѓанско здружение. Значи, тоа е спектар на повеќе основачи. Барем кога станува збор за Лаг Бојмија или за соработката која што е воспоставена со институциите, можем да кажем дека е добра и е задоволителна, не од аспект дека не достига нешто, него од аспект на онаа поврзаност која што постои внатре меѓу тие чинители. Секој пат се наоѓало одредено разбирање или никогаш не е затворена никоја врата. Ние тргнуваме сега за жал од најлошото, нели? Туку секој пат имало можност за развој и сите оние представници кои што биле и на општините и оние задржале и се уште за да постои како можност, како начин за развој на една рурална заедница. Бидејќи ние како цела територија, всушност согласно закон, представуваме рурална територија. Скоро сите населени места се делат. Кај нас е секој населено место до 30.000 жители е всушност рурално место. Над 30.000, например, најблиско ни е Струмица, да кажеме, која што е единствена како град, не представува рурална средина. Тргнувајќи од тој аспект, можеби не е доволна соработката, односно не е доволно направено, меѓутоа не е само до локално ниво, за да се направи прогрес одреден, мора да има поддршка и од страна на национално ниво, а тоа веќе станува збор за министерството кое што треба да биде акредитирано за имплементација на мерката Лидер, односно на CLLD. Чекаме мерката Лидер за да биде акредитирана. Што до тога? Што имате вие како Лаг Бојмија досега од 2018 иницијативата од 2015 рековте дека почна 2018 формално правно сте регистрирани и сте воведени во регистарот. Што иницијативи имате поддржано или спроведено на територијата на Лаг Бојмија? Може да се присетите на некој. Прво да кажеме оти структурата на лагот или раководството, условно сите се волонтери. Значи, никој од тоа нема никаква финансиска придобивка или не знам, за да им биде појасно на граѓаните, да не мислат дека е некој субјект кој што треба пак да се финансира од некаде и од нешто. Или формирање на места за плата, да речеме, што знаат да кажат. Во моментот сите што се и било како што се ангажирани, кои што работат под наводници во активности некои на лагот, тоа го прават како волонтери. Секако со самото формирање 2018 година имаше
тогаш во тоа време многу голем елан меѓу населението. Кога се работеше стратегијата, имаше огромен одзив. Представници од компании, поголеми и помали, веќе бидејќи на територијата на, да кажем, на нашиве тука општини, обично се луѓе кои што имат можност да видат од соседните држави, од Грција, од Бугарија, се луѓе кои движат. Ние сме на пат, кога е на пат, некој доаѓа или ти некаде одиш и постојано се менува таа структура. Протокот на идеи е секогаш поголем неголи од места кои што се помалку поврзани со дали со патна или со било каква. Да, комуникациите се секако по едноставни и побрзи. Тргнувајќи од тоа, самото формирање 2018 година беше доста добро. Ние имавме еден проект, поставивме табли, направивме веб страница, го поставивме онака концептот кој што треба да биде промовиран и на некој начин чекавме како држава да бидеме, односно Министерството за земјоделство, да биде акредитирано од страна на Европската комисија за да се користи мерката Лидер преку ИПАРТ програмата, како петта мерка ми се чини дека беше. Пред 2 години за прв пат беше кажано дека е конечно само што не сме почнале со имплементација на лидерот и веројатно во наредниот период ќе биде тоа направено, ама веќе чекаме, нели, помина повторно извесен период и се уште нема ништо околу тоа. Увидувајќи дека еланот кај самото население, кај луѓето опаѓа, ние имавме за среќа и секој пат сме имале поддршка од мрежата за рурален развој, мора да ја спомнам, и самото формирање беше со нивна поддршка. Тогаш не знам кои беа одредени донатори, меѓутоа имаше можност да се спроведат сите тие работилници за да се изработи стратегијата, па ангажман на експерти. Да. Так. Сето тоа беше добро организирано. Најголемите можеби успеси, да ги кажем, или активности кои што беа поврзани со лагот беа за време на имплементацијата на проект кој што беше воден од страна на мрежата за рурален развој. Тоа беше програма за развој на заедниците, каде што се спроведуваше нешто што требаше да го прави лагот како лидер. Што е тоа? Тоа е, да кажеме, се она што е предлог од руралната заедница, се она што е издржано. Потреба нивна. Да, и како потреба, меѓутоа и како можност, и многу битен момент со сопствено учество да направиме и да креираме нешто заедничко. Како концепт можеби е малце се напушка кај нас, бидејќи се очекува дека општината треба да го реши ово и овој проблем, државата треба да го реши тоа и тој, а во меѓувреме годините се поминуваат, а проблемите остануваат. Значи, дали е можно некое ново решение? Дали е можно некој нов начин за да најдеме, да видиме, да разговараме? Дали има пари? Изгледа има. Ама кај се? Сега тоа е веќе друго. Дали можеме со сопствени средства? Ајде да видиме. Да помогнеме нешто, да. Оваа програма за развој на заедниците, тоа всушност го овозможи. Беше водена од, како што реков, од Скопје, меѓутоа на локално ниво, на терен, ние разговаравме со многу луѓе, евидентиравме многу проектни идеи и интерес секој и со што може да придонесе за развој на одредена идеја. Значи, пристапот е можеби покомплициран на почеток, меѓутоа дава резултати. Да. Накрај се постигна одредени, ние имавме вкупно 8 иницијативи, покренати од локални жители, од организации, нешто имаше и од општината, меѓутоа се постигнаа добри резултати. И се покаже нов пристап како може да се решаваат локалните проблеми. Да, и ако може нешто да кажеме со бројки всушност, самата програма за развој на заедниците обезбедуваше сопствено учество, меѓутоа најмногу до 40% од вредноста на целата иницијатива, која што треба да биде спроведена на одредена територија. Значи имаше потреба 50-60% од таа финансиска конструкција да биде обезбедена од локално ниво. Иако звучи како Mission Impossible, нели? Меѓутоа на крај се покажа дека има можности, има компании кои што ако го препознаат тоа дека е интерес на одредена заедница, па дури зошто да не и за самите нив, учествуваат. Колку поголемо учество од луѓе или од организации, толку полесно се
иницијативата финансиски се затвора како и прераснува веќе во проект. Учеството што беше од програмата беше обезбедено од надворешни, значи донатори, таа беше програма на USAID, и од друга страна беше полесно менаџирањето на локално ниво, бидејќи за финансиите тоа што е учеството од програмата беше обезбедено од страна на таа програма. Додека локалното учество беше прилично транспарентно и секој се знае со колку учествуваше. Така. Или дали со одредена, да кажеме, што велиме, собствена, значи не мора да е финансиска донација, туку може да е локален придонес. Така. Може би ваша некоја интелектуална вештина, изработка на одреден план, на документација. На возило. Да, па не знам, ако треба, ето и 2 вреки цементо некој да даде, некој пат, ако тоа добро се организира, да. Така беше една од тие иницијативи кои што имаше цело едно село, за да учества во една иницијатива. И тогаш резултатите многу лесно се За малку за гледачите да им стане јасно. Не станува збор за проекти, технички проекти кои што треба да или градба на објект, не е оставен проект. За какви проекти станува збор, односно за какви иницијативи, чисто да им објаснеме, за да добијат представа што може да очекуваат од лидер кога би било стварно како лидер. Овие иницијативи произлегуваат, пак ќе кажам, од предлози на самите локални жители. И се наједноставни. Пример, нешто наједноставни, значи, амарно луѓе, овие 200 метри тука улицава, се уште не ни е средена онака како што треба. Паркчево ни стои вака, се велиме ќе го направиме, ама никако да го доправиме, доуредиме. Просториите кај да се собираат младите, бареме од општината. Општината не е во можност или државата секој пат не е во можност да не поддржи, ама на нас ни треба просторија. На нас ни треба младиве да не ни одат, да не ни губат време. Сепак да имат негде место да одржат еден состанок. Една чешма да се постави на некаде, да. Еден сквер во едно село да се подсреди, да се уреди, да не се шлапа вокал, например, некаде. Да. Или една мала водоводна линија да се постави на, не знам, на 50 метри, кој што ќе им помогне на 10. На излетничко место, да речеме, или било што. Излетничко место да се уреди, да се доуреди, или одредена документација проектна да се направи, па да ние на друго место аплицираме за повеќе средства. Тие локални мали работи, мали иницијативи, значи се предложуваа без број различни идеи. Многу е поврзано со развој на туризам, развој на можности сопствениот бизнис да го промовирам подобро или некаде да ги користам, некаде да го продавам оно што го произведувам, да се помогне во заштита на животна средина со уредување на одредени локалитети, заедно да го средиме од одредени диви депони, дај да се организираме, сите форлат ѓубре, веќе ова не личи на ништо, така. Ајде да видиме зошто, како и најважно, одржливост. Кој ќе го држи? Одржливоста, ако им го дадеш на мештаните или на некој, а тој истиот придонел кога се правило, они добиваат собственост на тоа нешто. Тука е главната поента, собственост. И сега веќе макар едно дрво да засеат, нели? Веќе гледат тоа дрво да им порасне. И ако тоа повеќе, и ако колку се повеќе тие луѓе кои што учествуваат во тоа, делува мислам можеби едноставно, меѓутоа со добра организација и кога ќе почнат вакви иницијативи да се градат, со мала поддршка, финансиска поддршка, не мора да е тоа илјадници или, не знам, 100% финансирање од страна на некој од општината, не. Кога самите граѓани ќе земат учество, значи, кога ќе осетат таа собственост кон нештото, после и се грижат. Одржливоста е нешто кое што е важна, а сите овие проекти кои што поголеми се работат, кај нас, да кажам, се имаат проблем со одржливоста. Јас мислам дека тука повеќе проблемот со баш што спомна со собственост. Значи, мое до тука до дворот. Надвор тоа е веќе на општината, на комуналното, на не знам кој, на државата, а мислам ότι тој концепт треба да го напуштиме. Па не знам, ние се соочуваме со некои абсурди, бареме од комуналното да ни го исчисти снегот пред дворот. Или пред куќата, или пред Очекуваме да не го исчисти. Нивна работа била. Па не сум баш сигурен дали е нивна работа. Или секој пат покажуваме со прст на некој тие се виновниците, нели, не сум јас, не е до мене. Да. Точно,
има генерални работи кои што треба да бидат поставени добро, например, кај да се фрла сметот. Ако има општината одредена локација за било каков смет, тогаш веќе на нас е да видиме, да се организираме како ќе го селектираме, како ќе го направиме, значи се почнува од нас самите. Да. И ако нешто организираме заедничко, тогаш треба да се потрудиме тоа да го... Бидеш сите истите да го правиме. Да, така што секогаш покажувањето на другиот дека тој е виновен или не прави доволно за мене, не ни дава резултати. Ние гледаме... Нема разум. Или дај да направиме нешто, да видиме што е тоа, зошто не мрдат работи онака како што треба. Зошто 30 години збориме за отпадот и на крај тоа да не биде главна тема дури за локалните избори за град Скопје. Да пак да не биде главна тема. Или сега избегавме од загадувањето на воздухот, сега пак се враќаме, не се враќаме назад. Тоа веќе не треба да биде тема. Ама за жале. Има ли нешто на што сте посебно горди со локалната акциона група, со вашиот активизам, да речеме, работење во граѓански сектор, нешто што сте посебно горди? Нема да кажеме иницијативата која што произлезе од Сдруженијето Мегленија. Тоа е во населеното место Ума. Во еден обичен разговор со председателот на тоа Сдружение, разговорот почнува нормално. Добро, што му треба на село, што мисли дека е приоритет? Ша приоритет, види, тука 200 метри остана патот, вика, и никако, вика, да го влезот на селото, никако да го довршиме. Ништо не личе. Да, точно, селото е рурално, неколку жители има, преку лето е полно, нели? Да. Има викендици се. Меѓутоа е проблем за некаков развој или за било за развој на туризмот, патот е нешто основно. Да. Така што луѓето не може да дојдат, ќе дојде да влезат на селото, мора да продолжи или со джип. Па добро, вика, ако само вика јас ќе го направам, вика, само ми треба материјал, не знам што, почнува разговорот. И почнаа фирми по фирми во разговор, сите оние кои што гравитират околу тоа село, ние почнавме иницијатива, дај да разговараме дали можете да поддржите ваква и ваква иницијатива. Која е иницијативата? Па ево тие 200 метри да се направи калдарма во традиционален стил, како што било порамо, и нема да има веќе кал, нема да има на секој дожд да има земја да се ствара, го решаваме тој проблем. Меѓутоа, кога разговарате со нив, вели, вика, мене ми е проблем, вика, што таму има се прави, вика, сега, вика, се прави депонија на влезот на селото и тоа не личи на ништо. Дај, вика, да ја решиме таа. Аха, окей, добро, да ја решиме и таа. Заедно можеме? Па, добро. Јас со мојот камион ќе помогнам. Добро. Третиот вели, ова со отпадов сега, бидејќи последниве години има се повеќе и повеќе население кое што се движи таму при време, да. А во главно пластичен е отпадот, дај да земеме да го тргнеме на страна, да направиме некои локации и места каде што би се селектирал. Вика, тука населението ќе го прави тоа. Верувајте. Добро, ајде и тоа го вклучуваме и на крај почнуваат веќе 6 или 8 фирми кои што донираат финансиски средства во износ од 1000 евра. Селото, кој што има околу 150 куќи, секоја куќа дава по 1000 денари и така од една иницијатива која што почна да се уредат 200 метри за не биде вокал, се собраа некаде околу 18.000 евра или 20.000 долари за да се реализира активност во едно мало село. Сите го видоа својот придонес. Се што беше направено беше прилично транспарентно, знаете како запишано, на селска продавница, тој дал волку, тој толку, нема сега, мора и тоа да се биде дел. Местното население се организира, се направија тие 3 мали работи, значи и патот, и селекцијата на отпадот, и нема веќе депонии, имаше 2 мали, една поголема, една помала депонија, депониите беа изчистени, отпадот беше носен на градската депонија. И сега луѓето се тие таму кои што го удржуваат ред и се самите, да кажеме, инспектори, ако некој фрли ѓубре во близина на било каде во населеното место. Тие самото го објавуваат на нивната група, која што после на селската група, да кажам, и се бара. А ако некој случајно има 24 часа време да си го прибере. А ако ние го најдеме, ќе го најдеме. Ние ќе го најдеме и не бараме некој трет да не го реши проблемот, ние знаеме како. Значи стигнато е буквално до тоа да секој внимава. Чувството на собственост длабоко да
Да, и тоа продолжи после понатаму со некои други иницијативи, да кажеме, локални, да заживеат, сега се бара нешто културно, црквата да се доуреди. Да. Така, местното население се организирало, кој колку може помага, тие што се веќе од фирмите си дадоа собствено учество и они се задоволни од тоа. Проблем е организацијата. Треба време. Треба време. Значи, за ова што го збориме, 6 месеци требаше. Само Ама- 6 месеци, да не повеќе. Повеќе, да, Повеќе, ги- сигурно. 6 месеци да се од иницијатива да стигнеме, ајде сега да го реализираме тоа што сме го замислиле. Таа една иницијатива која што ние спомнуваме, бидејќи беше меѓу првата и беше пример за другите села, оти после тоа веќе прераскажуваат. Видејќи ти И как се организирале? Да, или кај нив, ама вика И самите што они да. поорганизирани се од нас. Да, ние ајде да седнеме да видиме дали ние можеме да се организираме. Некаде може, некаде не. Да. Да не се лаже. Битно е да има да останат неколку луѓе кои што се секако со идеи, иницијативни, со добри па и организацијски способности и луѓе со трпение. Па ќе кажем тоа што го научив од финците. Трпение бе луѓе ќе има резултати. Ама издржи. Немој некогаш голтни, нели? Да. Ислушај го другиот, па реагирај. Не се откажеме. Речем, пошто си стварно долго години го ја знаеш ова проблематика. Изморува оваа работа или мотивира ова? Сето сега што го говорим. Дека изморува, ама не знам што е тоа, која работа е нешто што не ве прави умор, значи веројатно се Чиме работа мора да го измори, да? Ама што е па мотивира да речеме? Разликата е тука што на крајот сатисфакцијата е прилично голема. И пак, ајде, собственост, знаеш, кога ќе видиш дека поминуваш и оние активности за засајување на дрвца, ама не од оние малите 10 сантима, малце поголеми. Ете, да уредиме некоја, бидејќи е полесно да се објасни. Локалитет кај што веќе почна да се суши динќот во Евгелија. Иницијативата беше на атлетскиот клуб 7 ноември. Се организира, дојдоа и планинари, велосипедисти и дојдоа прилично Сите поддржаа идејата. Да, по 1, 20, 30, 5, меѓутоа се собраа 40 луѓе. Ние ги обезбедивме дрвцата кои што беа прилично големи. Се поставија, мислам се засеја и сега во разговор со нив, твоето добро е, моето добро е, да, твоето, окей, супер. Ама треба и да се вода или првите 2 години додека да порасне, да се грижиш за него. Со било која иницијатива, тоа е битниот момент. Да се грижиш за него, а тоа е она што ве исполнува. Јас не знам што другите ги исполнува, меѓутоа мене сигурно ме исполнува кога ќе видам дека некоја иницијатива или проект променил некоја ситуација, да. Дала резултат и после одреден период се уште стои онака како што треба да биде или функционира. Било што да е. Дали е некој парк, дали некој го одржава. Да. Ако е, не знам, било што друго, дали функционира. Да. Тогаш е Тоа мотивира. Да. Тоа е придобивката на крајот, што е вашето чувство, секако е нешто што ве води да продолжите и понатаму. Тоа е. Една порака за крај, да речеме, за вака локални чинители, жителите во малите рурални заедници. Што би им препорачале? Што би им препорачале? Можеме подобро да се обратиме на младите. Младите се оние двигатели, оние кои што ги носат идеите. Да. Консултирате и со возрастните, бидејќи искуството е многу важна работа во било која активност која што ја работите. Не се откажувајте веднаш, пробајте еднаш, два, три, да. Кај нас леле му пропадна нова фирмата, се смета како греф. Не бре, ќе почнам одново. Ќе видам, веќе имам, сум собрал искуство, една фирма сум отворил, например, и која никош не сум имал никогаш. Фирма сум учествувал во организацијата на 10, уствари на 9, баш пред некој ден ги броев, граѓански организации, сум учествувал во нивниот развој, основање, развој и понатаму. Меѓутоа, самиот менталитет кај нас дека премногу често се откажуваме и после паѓаме во некоја апатија, не би требало толку да се земе како клучно или дека не треба нешто пак да пробаме. Значи, ако нешто не успева, проби се во нешто друго. Меѓутоа, мораме
да ги најдеме тие работи кои што нас не мотивираат и да поработиме на самите себе, да се образоваме пред се, Да се стекнеме, едуцираме, да се едуцираме, да стекнеме вештини, за да работиме и градиме. И верувајте, никаде не е како дома. Во било која држава, вие ќе бидете граѓанин од втор ред. Значи, само таму кај што си израснал, таму ќе се чувствуваш како таму ќе се чувствуваш дома. Свој на своето. Да. Може би таа е една препорака дека треба да се обидеме што повеќе напорите наши да ги посочиме кон сопственото земјиште, кон сопственото огниште во наша држава, па после да се пробаме и на меѓународно ниво. Да. И на меѓународно ниво. Тоа е. Исто благодарам. Имавме интересна дискусија, не можеме да збориме со сат и сепак времето е ограничено. Мислам дека направивме малку да бидат појасни работите за гледачите. Посебно што ги начнавме темите поврзани со руралниот развој, лидер програмата кој што спомнавме дека престои како можност, дека доколку почнат ќе видите да се спроведува преку таквите локални акциони групи, а ќе можат да ги користат бенефициите од таквата програма баш буквално локалните жители, односно жителите кои што се во руралните средини. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам на вас за поканата, за можноста од наш агол да го представиме руралниот развој, состојбата што е како е кај нас со руралниот развој, и да се надеваме дека оние алатки кои што се на повиток и кои што можеме да ги користиме, ќе бидат сериозно прифатени од оние кои што ги градат политиките за руралниот развој, дека ќе се воспостави подобра комуникација на национално и на локално ниво, за да можат сите оние кои што живеат во рурална средина да ги користат тие придобивки. Така. Почитувани гледачи, завршуваме уште една емисија поврзана со темите Go Rural. Локалниот развој и развојот на руралните средини, согласно принципите на лидер, не почнуваат од згоре надолу, туку од оздоле нагоре. Секој од нас е креатор на промените и на развојот во средината во која што живее. Пријатна вечер, се гледаме во наредната емисија.